Благодарам, Ваша Екселенциjo, амбасадоре Вал, почитувам господине Јовески, почитувам председателя на Сдруженијето, господин Вели, почитувани обвинители, раководство на Министерство за внатрешни работи, истражители, почитувани членови на Сдруженијето на јавни обвинители, представници од мисијата на ОПСЕ, ценети медиуми, дами и господа. На моје големо задоволство, денеска сме тука на овој свечен чин на потпишување на протоколот за соработка помеѓу јавното обвинителство на Република Северна Македонија и Министерството за внатрешни работи, како резултат на 6-месечната активна работа на терен на работната група, која ја формиравме за таа цел, како одговор на одличната иницијатива на Сдруженијето на јавните обвинители, која ја реализиравме благодарение на поддршката на мисијата на ОПСЕ во Република Северна Македонија. Неопходноста од креирањето на овој протокол не само од востановената добра практика на останатите европски земји и земјите од регионот, а во насока на имплементирање на европските стандарди во работењето на институциите кои што се задолжени за спроведување на законот. Ниту е само како одговор на потребата да се замени 10 години старата рамка за соработка помеѓу Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство, која немаше веќе употребна вредност поради непрактичноста и неприменливоста во пракса на работење. Поаѓајќи од фактот дека квалитетот на спроведувањето на еден закон или група закони од една област, како во случајот законите кои го регулираат кривично-правниот сегмент, не зависи само од квалитетот на напишаните одредби, нивната усогласеност или прецизност, туку од нивната практична примена во секојдневното функционирање на надлежните институции, потребите од терен, од оние кои се упатени да соработуваат при имплементацијата на овие закони, ја наметна потребата да се создаде сосема нов протокол, кој има за цел да придонесе во поширока смисла за зајакнување на ефикасноста на кривично-правниот систем. Велам сосема нов документ, бидејќи покрај консултирањето на најдобрите меѓународни практики. Овој протокол практично представува дело на полициските службеници од криминалистичката полиција кои работат на терен и кои секојдневно соработуваат со јавните обвинители и точно ги диагностицирале сегментите кои имаат потреба од допрецизирање при процесот на меѓусебната соработка. Тука најмногу мислам на Законот за кривична постапка како темел во кривично-правната сфера и потребата од прецизно регулирање на мерките и активностите при полициска и обвинителска истрага како еден синхронизиран систем. Од аспект на Министерството за внатрешни работи, во него се земени предвид клучните поенти од бројните дискусии и сугестии од полициските службеници во текот на работилниците реализирани токму на оваа тема. Во крајна линија, токму искуствата од практиката се тие кои ја дават оценката за ефикасноста на законите, отварајќи простор за сите детектирани, а реално потребни прецизирања, дообјаснувања или регулирања за што по целисходно примена на одредбите. Верувам сите ќе се согласиме дека спроведувањето на законите од значење за борба против криминалот не може да зависи од околности или од услови со кои би можел да се наруши текот на преземањето на истражните мерки и действија. Нашата заедничка цел е успешно откривање, докажување и спречување на кривичните дела и нивните сторители и ефикасно спроведување на кривичната постапка, при тоа водејќи сметка за заштита на правата на жртвите, осомничените и обвинетите, а во согласно со националното законодавство и подпишаните меѓународни договори. А впрочем, тоа е и целта на протоколот кој што денеска го подпишуваме. Она што ми влева посебно чувство на сигурност во доследната примена на овој протокол и на неговите одредби, но и негова евентуална понатамошна надградба е заедничката комисија задолжена токму за спроведување на протоколот за соработка помеѓу Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство, составена од членови на двете институции кои има обврска за задолжителни месечни средби. Овие средби ќе се користат за решавање на теконите предизвици од практика, но и за организација на обуки, дебати и понатамошното промовирање и доближување на овој протокол до сите засегнати страни. Уверен сум дека на овој начин обезбедуваме современа алатка за поголема ефикасност за органите на прогонот, но истовремено
нудиме гаранција за почитување на правата и слободите на граѓаните, законитост на постапките, безбедност и сигурност на нашите граѓани и државата, што секако представува приоритет на вработените и работењето во МВР, но и општи интерес за државата и нашите граѓани. Секако ќе искористам оваа прилика да упатам благодарност до мисијата на ОПСЕ во Скопје, не само за поддршката при креирањето на овој протокол, туку и за континуираната соработка сите овие години, која карактеризира значителна динамика, бројни проекти неопходни за одржување на високо ниво на квалитет и во реформите на МВР и во секојдневните политички активности. Благодарност до јавното обвинителство, обвинителите кои што работат во работната група, меѓутоа и обвинителите кои што раководат со јавните обвинителства во овој момент, затоа што се покажа дека функцијата не го прави човекот, туку обратно. Човекот ја прави функцијата и сите подобрувања се должат токму на човечките капацитети во овој период. И затоа треба да се одаде признание на сите колеги од Министерство за внатрешни работи, кои што преку праксата практично ги увидоа сите елементи кои што недостасуваат или беа погрешно толкувани одредбите од законот во овој период, и благодарност на крајот до вас медиумите што не поддржувате во заедничката битка за стварање на систем кој што може ефикасно да се справува со криминалот и корупцијата. Благодарам.